Откривањето на Коприлиците е прилично важен аспект од македонската археологија, бидејќи прв пат вака откриваме контекст кој може временски да се определи, а тоа е 8000 години од сега на назад, или 6000 години пред новата ера. Коприлиците ги открија Феран и Амалија во нивната микроскопска работа. Тогаш тие ги препознаа дека всушност станува збор за копролити, а не за остатоци од семиња. И кога го споделија тоа со мене, беше навистина интересно, бидејќи посебно е чувството кога ќе откриете такви органски остатоци кои говорат за еден друг вид активности од една страна и малку смешно, бидејќи ние сме насочени кон оние врвни достигнувања на ниво на материјална култура, на занает, на уметност. А многу често во археологијата оваквите, да ги наречам срамни работи, се тргаат на страна. Па ние сме во суштини уочили одмак, чим сме почели да радиме флотација, односно кад сме потопили узорак у воду, затоа што се они одмах исплутали и видели сме да е велики број. У суштини тоа е нешто што ми налазимо и другим узорцima, али у овом е био јако велики број, што не е толико очекивано. Углавном у узорку наđemo 1, 2 до 10, а у овом узорку ih je bilo preko 150. Tako da smo primetili da je uzorak posebne prirode. What we want to know is how people at the time organized their livelihoods, how they grew their crops, how they manage their fields, because that type of economy doesn't exist anymore. It does give us very interesting information on the close management of these animals that were probably part of the time kept very close to the house, because if they managed to gather the dung and then store it in a dry state inside of the house, it means that the animals were not just running around, but kept close to the house. Откривавме куќи, покупнини, садови, структури што тие ги користеле за обработки на житариците и за чување на житарици исто така. Потоа разни предмети други, меѓу кои многу символички предмети, фигурини, модели на куќи, антропоморфни модели на куќи. Нешто што ја прави таа целина на овие преисториски луѓе и целина која говори за нивниот богат живот, како и стопански, така и ритуален. Не само архитектурата, туку и разни економски активности придонесуваат во уништувањето на културите. Така да неопходна една стратегија каде што меѓу другото и популацијата ќе се информира за културното наследство, но особено и државните институции и приватните компании кои се инволвирани во градежништвото, економијата, рударството и земјоделството.